Не е доволно само специјален јавен обвинител, потребни се и специјални судови кои ќе ги водат случаите произлезени од прислушуваните разговори и нивната содржина. Ова е ставот на дел од Универзитетската фела за конечно решавање на политичката криза. Правосудниот систем е дискредитиран и работи зависно од власта, оценуваат дел од експертите, па од тука тие решението го гледаат во измени на уставот кои ќе овозможат целосна независност на новиот обвинител. Универзитетскиот професор по уставно право Светомир Шкарик предлага уставни амандмани кои на новиот обвинител ќе му овозможат автономија во работата без хиерархиска подреденост под државното обвинителство. Ако остане тој уставен принцип таков каков што е, тој ќе важи и за специјалниот обвинител. И специјалниот обвинител по сила на уставот ќе биде подреден на републичкиот обвинител. Затоа ќе мора да се вгради уставна основа, нова уставна основа, нов амандман, врз основа на кој ќе се темели автономијата на специјалниот обвинител. За судење на тие дела би требало да се формира и специјален суд. И тоа во две инстанци. Во прва инстанца да одлучуваат 3 судии, а во втора инстанца 5 судии. По примерот на Европски суд за човекови права. Со други зборови, да бидам јасен. И судот кој ќе одлучува за овие дела мора да биде надвор од постојниот судски систем. Професорот Љубомир Фрчковски предупредува дека и да се донесе нов закон за обвинител, истиот може да биде оспорен пред Уставниот суд, а детално прецизирање на надлежностите како и тоа под чија субординација ќе биде обвинителот, бара и поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски. Кој практично ќе прати активноста на специјалниот јавен обвинител и од аспект на судството. Мора да имаме ние посебно оделение во судот кој што ќе биде надлежно за постапување по барањата за спроведување на истраги или за одредување на притвор од специјалниот јавен обвинител. Уставниот суд сега ќе биде елемент, да речеме, на компромитација на закона за специјален обвинител. Ќе го нападнат пред Уставен суд. Мислите не? Тоа независен експерт на ВМРО ќе го нападне. И тоа ќе стои отворено 3 месеци. Активноста на специјалниот обвинител ќе виси под обвинение дека не е уставна категорија посебниот закон. Уставни измени, странски јавен обвинител или специјален суд официјално не се дел од преговорите меѓу работните групи. Токму уставот, како што изјави премиерот Груевски, е црвена линија во преговорите за ВМРО-ДПМН, а како што неодамна изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев, законското решение за специјалниот обвинител мора да биде уставно.